Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие следите емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за лековите, поконкретно за последната ревизија на цената на лековите, која се случи на 1 април, имено по 9 пат поевтини цената на уште 165 лекови. Колку лекови досега се поевтинети, односно кои еднаш, кои повеќе пати им се намалени цените? Во денешното издание на Здравје со мене ќе разговара магистер Марија Дарковска-Серафимовска, директор на Агенцијата за лекови и медицински средства. Госпоѓо Дарковска-Серафимовска, добро утро и ви благодарам што и повторно сте дел од Здравје. Добро утро. Најавив во средата, поконкретно на 1 април, поевтини уште 165 лекови. За каква терапија станува збор? Кои апчиња, што се вика народски, поевтинија во средата? Така е, значи од 1 април поевтинија нови 165 лекови согласно ревизијата која што ја правиме 2 пати годишно согласно методологијата која е донесена од 2011 година. Опфатени се скоро сите тераписки индикацијски подрачја, значи имаме намалување на антибиотици, имаме намалување на цитостатици, имаме на аналгетици, антидепресиви и така натаму, значи во овие 165 лека имаме буквално од скоро сите групи на лекови. Така, поевтинувањето се однесува и за аптеките, односно за лековите за малопродажба, но и болниците секако користат терапија лекови и тие лекови всушност се намалени, така? Да, согласно методологијата кога се прави ревизија на цените, во принцип нема разлика дали е лекот на болничка листа или е лекот со режим на издавање во аптека. Едноставно, доколку тој лек се намалува во 12 референтни земји, по автоматизам се намалува цената на лекот и кај нас, така да во оваа група на 165 лекови опфатени се како лекови од болничката пракса, така и лекови кои се со режим на издавање во аптека и кои што да речеме директно бенефитот ќе го осетат граѓаните. Така, она што можев јас да го видам е дека од тие популарните, односно покористените лекови, панцефот бележи доста големо намалување. Имено до средата се продаваше околу 1229 денари, а намалена е цената, односно коригирана е цената за 468 денари, сега чини 761 денар. Освен панцефот, кој е често користен антибиотик, значи има ли некоја подрастична разлика во останата терапија која доста често би рекол граѓаните ја користат? Точно, панцефот е антибиотик кој доста често се користи и се препишува од страна на лекарите од групата на цефалоспорини. Тој е намален за околу 38% од претходната цена во однос на оваа. Во однос на другите лекови имаме намалување кај лековите за хипертензија, би го спомнала рамиприлот со хидрохлоротиазид, каде што имаме намалување од 50%. Лекот кој се продавал за 360 денари во аптека сега може да се набави за 188 денари. Така и тој доста се користи. Се користи доста. Валсартанот е исто така лек, тој е антагонист на ангиотензинските рецептори, значи лек за намалување на зголемен крвен притисок, каде што имаме намалување на цената од околу 40%, така да тој лек кој што во аптека до пред 1 април коштал 606 денари, сега може да се набави за 374 денари. Еве уште еден антибиотик кој што се намалува, тој е хиконцилот, тоа е амоксицилин од групата на бета-лактамски пеницилински антибиотици, каде што имаме намалување на цената од 15%. Од антидепресивите се намалуваат мирзатенот и велафлаксот. Мирзатенот од
452 денари на 434, велафлаксот од 413 на 375, значи некаде 9% намалување, така да тоа се да речем најфреквентните лекови кои што се набавуваат во аптека. Што се однесува до болничките лекови, имаме намалување да речеме кај флударабинот, тоа е лек кој што се користи за хронична лимфоцитна леукемија со некаде разлика на цена од 5900 на 5700 за ампула. Топотеканот од 7700 цената му падна на 5700, значи имаме некаде 36% намалување. Топотеканот е лек ацитостатик за карцином, за третман на карцином на јајници. 165 лекови се, бројката е голема. Да, има... До сега ова е 9-то намалување на цените на лековите. Колку лекови се офатени? Бидејќи сега да направиме мала разлика, нема над 4000 лекови колку што споменавте дека се офатени, но тоа не значи дека не се намалувани, туку 2 или повеќе пати одредена терапија е намалена. Значи во зависност од тоа како ќе повторам како се движи цената на тие лекови во референтните земји, некои лекови се намалуваат, некои лекови во одредена ревизија и не се намалуваат. Па така да се случува да поедини лекови се намалат повеќе кратно во текот на овие 9 намалувања, а некои лекови да се намалат и буквално 9 пати, значи за време на сите така, секое тие намалување ревизии. Да им паѓа цената. Кога ние ги намалуваме цените на лековите, значи ние не се мешаме во политиката на една фирма, односно на еден производител, како он ќе ја формира цената, ние само ја кажуваме максималната цена над која што они не можат да одат. Така, тоа ме интересираше, значи како оди намалувањето на цените на лековите. Сега седнувате вие како представник на агенцијата, односно директор на агенцијата за лекови и фармацевските компании, односно дистрибутерите на лекови, и како оди тоа договарање, преговарање, има договарање и преговарање за да ја спушта цената? Вие секако имате достап до цените во регионот. Значи не е само, значи имаме ние достап, ние сме претплатници на Еурипид базата и од тука можеме да ги гледаме сите цени на лекови големо продажни во земјите кои што се за нас референтни, меѓутоа и во другите земји, само што ние не ги гледаме, не ги земаме во предвид другите земји, мораме да се држиме до она што е наша методологија. Така. Врз основа на цените по кои што тие лекови се продаваат во тие земји, нашата методологија вели се зема просек од двете најниски суми. И тоа е максималната цена над која што никој од производителите не може да оди. А под таа максимална цена секој може да си ја формира цената во рамките на неговите можности и неговата исплатливост. Па така затоа имаме и различни цени на поедини лекови од различни производители. Да речеме, еден амлодипин се продава ако е производител Јака по една цена, ако е производител Реплек по друга, ако е производител Алкалоид по трета цена, ако е производител Крка или Лек по четврта цена и така натаму, меѓутоа ни една цена од тие не е над максималната која што ние одредуваме согласно методологијата. Па затоа и пациентите кога одат во аптека имаат можност да земат лек без доплата или имаат право на избор со мала доплата да изберат кој производител го сака. Значи не се мешаме интерно во формирањето на цената на производителот, бидејќи секој мора да има некаков бенефит од тоа што работи, да се ги покрие нели трошоците. Само кажуваме која е таа максимална цена над која што лекот не смее да оди. Би сакала тука во таа насока да напоменам дека цените на лековите се единствени и во сите аптеки идентични кога станува збор за еден исти производител. Так. Што значи цената на еден да речеме Панцев кој го произведува Алкалоид е во сите аптеки идентична. Што значи дека пациентите немаат потреба да шетаат и да бараат каде е поевтин, него може да си го подигнат во самото место на живење, во најблиската аптека до нивното место на живење, што не беше случај пред донесување на методологијата пред 2011, каде што немавме регулирање на цените и каде што еден лек можеше во различни аптеки да го има по различни цени, па пациентите често пати беа доведувани во ситуација да треба да шетаат и да прашуваат каде е лекот поевтин. Така, над 4800 4900 скоро лекови поевтинети. Цените на 4000, како што споменавте, некои 2 пати, некои 3 пати, некои секој 9 пат им паѓа цените. Колку е заштедата? Се спомена некоја цифра околу 33 милиони евра до 8-то намалување. Сега дополнително може би е надминала таа цифра. Па надмината е во секој случај, да. Сепак заштедата е над 33 милиони евра, зборуваме за осите овие 9 намалувања.
некаде околу 34-35 милиони евра со последново намалување на цените. Так, до сега овие пари рационално ќе се користат во здравствениот систем, но и заштедата за граѓаните од голем бенефит. Ќе продолжите ли понатаму со ова методологија? Значи, како се планира 2 пати годишно и понатаму да паѓаат цените на лековите? Да, значи, овие ќе продолжиме и понатаму да работиме по методологијата, ќе продолжиме и понатаму да правиме ревизија на цените, затоа што тоа е во интерес и на државата, во интерес и на граѓаните. Тие средства наменски понатаму се трошат и се инвестираат во здравството, се набавува опрема, се инвестира во болници, а истовремено мораме да мислиме и на граѓаните, сакаме да им овозможиме достапни, квалитетни, сигурни, безбедни лекови по цени кои што нормално ги има во регионот. И мене ми се случувало, значи јас се ставам и во нивна позиција на времето пред повеќе години, кога немаше методологија, и мене ми се случувало да одиме до Грција или до Бугарија за да купиме некој лек кој што е таму поевтин. Сега, со методологијата, лековите и ние ги регулираме кај нас и не дозволуваме да цените кои што се во Бугарија и Грција да бидат поевтини него на нашиот пазар, така да целта е да бидат достапни до пациентите и од тај аспект, значи, ние понатаму ќе продолжиме со ревизијата на цените, да го следиме она што се случува во регионот и пошироко во Европа, во тие 12 референтни земји, и да им овозможуваме на пациентите секогаш да го добијат лекот по нормална, некоја нормална цена, а не цена која што претходно беше наметнувана од страна на носителите на одобрението, каде што пациентите плаќаат многу поголеми суми. Так, ќе направиме тука кратка пауза за реклами, ќе се вратиме повторно со разговорот во студиото на нова тема, бидејќи секогаш во Агенцијата за лекови има доста актуелни теми. Ќе зборуваме за подвижните аптеки, уште еден доста успешен проект на Агенцијата во соработка со Министерството за здравство. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник во студиото е магистер Марија Дарковска-Серафимовска, директор на Агенцијата за лекови и медицински средства во Република Македонија. Со директорката на агенцијата во првиот дел од емисијата се осврнавме на намалувањето на цените на лековите, односно во средата на 1 април се случи 9-тото поред намалување на цените на лековите. Овој пат поевтинеа уште 165 лекови, има терапија поевтина, речиси за сите заболувања, а заштедата за граѓаните и за здравствениот систем изминативе 8 заедно со ова 9-то намалување, некаде околу 34 милиони денари. Евра, се извинувам. Во продолжение, во вториот дел од емисијата, ќе зборуваме за проектот Подвижни аптеки. Госпоѓо Дарковска-Серафимовска, во саботата заедно со министерот ги повикавте сите заинтересирани да се пријават фармацевски компании, односно аптеки веќе постојни, да отворат подвижна аптека во руралните места. Доделувате 17 лиценци. Што значи ова подвижна аптека? Малку да дообјасниме на почетокот. Како што кажавте претходно, значи едно е да е првиот наш чекор, значи тоа чекор, кога велам наш чекор, мислам на владата, на министерството и нормално тука е вклучена Агенцијата за лекови. Првиот чекор беше, значи, да ги регулираме цените и да овозможиме сите лекови да бидат единствени во сите аптеки. Вториот чекор понатаму беше како да им се овозможи на тие пациенти достапност на тие лекови најблиску до местото на живење. И нормално од тука произлезе идејата, односно зошто ги намалувате ако не им се достапни на пациентите и на граѓаните? Ако мора да одат 100 километри за да стигнат да ги набават истите. Така да во таа насока, значи, ова беше проект на Министерството за здравство за подвижни аптеки и за рурални аптеки, односно аптекарски станици. Проектот значи овозможување на достапност на лекови до местото, најблиското место на живење на граѓаните, со тоа што доколку населеното место има до 3500 жители, во тој случај се отвара аптекарска станица, односно рурална аптека, а доколку има помалку од 1000 жители, во тој случај, значи, се
се распишува оглас за така наречена подвижна аптека. Подвижните аптеки не се ништо друго него не специализирани возила со кои што се врши дистрибуција на лековите согласно добрата дистрибутивна пракса и до местото каде што живеат пациентите. Овој проект е директно врзан со проектот Рурален доктор, што значи дека подвижната аптека го следи руралниот доктор и руралниот доктор после препишувањето на терапијата, руралниот доктор поминува еднаш, два пати неделно, зависи од... Они веќе знаат, значи аптеки знаат каква терапија е потребна, која терапија пропишал руралниот доктор или носат се што е неопходно обично за настинки овој период, за инфекции, за така. Носат се што е неопходно со себе, меѓутоа највеќе обрнуваат внимание на она што руралниот доктор го пропишува. На почетокот и ние не знаевме со каков тип на пациенти и со какви болести ќе се соединиме, така да се носеше се. Сега покрај тоа се носи во поголема количина она што најчесто е за тоа население потребно. Веќе знаеме, еднаш неделно поминува таа подвижна аптека и веќе знаеме каков профил на пациенти имаме во одредено населено место, односно кои се тие лекови кои што најчесто имаат потреба граѓаните таму, така да тие истите се носат до местото на живење. Подвижната аптека, реков, го следи руралниот доктор, има обврска во рок од 2 дена после поминување на руралниот доктор да помине и да ја достави терапијата до пациентите. На овој начин се заокружува, значи, целиот тој проект и можноста на пациентот да си ја добие комплетната здравствена заштита во местото на живење. Квалитетни ли се тие лекови? Не ли губат на квалитет, бидејќи станува збор сепак за подвижна аптека, за возило, сега доаѓаат доста високи температури, значи, кој им го гарантира квалитетот на лековите на граѓаните во тие рурални места? Агенцијата за лекови го гарантира квалитетот на сите лекови, не само во подвижните аптеки, него на сите лекови кои што се наоѓаат и во аптекарските станици и во другите аптеки, значи на сето она што по легален пат влегува во државата. Токму поради тоа во проектот е точно нагласено и предвидено кои услови треба да ги исполни возилото за добра дистрибутивна пракса со кој што значи ќе се гарантира начинот на транспорт и квалитетот на тие лекови. Од тој аспект, значи, точно и тоа беше замислата на проектот, не само достапни лекови, туку и квалитетни лекови, каде што е испочитуван точно целиот тој пат на транспорт и на дистрибуција на лековите. Ова е оглас за јавен повик за дополнителни 17 лиценци. Новина во овој оглас е што ќе има дополнителни субвенции за сите заинтересирани веќе постоечки аптеки, фирми, веледрогери, како да ги наречам, но од предходно во моментот, тоест веќе работат 6 вакви подвижни аптеки. Задоволни ли се граѓаните и олеснителна околност и мотивацијата финансиска за сите заинтересирани? Во принцип, да, значи доделени се веќе 6 лиценци, 4 се во Тетовскиот регион, една е Валандо во Доиран и едната е Битола во Битолскиот регион. Од информациите кои што ние ги имаме на терен, пациентите се задоволни со тоа што добиваат терапијата во местото на живење. На почетокот, додека се навикнат дека поминува возило и дека може да земаат терапијата, имаше еден временски период кога требаше малку да се стимулираат и да им се вети дека тоа ќе го добијат во местото на живење. Малку имаше тука еден временски период. Знаете како сите го сваќаат тоа со резерва, дали ќе дојде возилото, што ако не дојде, што ако останам без лекови, па сите си чуваа некаква резерва дома од страв. Меѓутоа сега веќе се навикна. Сватија дека проектот е сериозен, дека аптеката постојано поминува и веќе имаме за последните 6 месеци реализација само во руралните аптеки над 230.000 рецепти, што покажува, што е доволен податок дека пациентите веќе се навикна, дека тие лекови може да ги набавуваат во местото на живење, дека нема потреба да така да тоа е еден навистина бенефит за нив. Така да се надеваме дека со овие 17 нови лиценци кои ќе опфатат 1000 населени места, односно територија на која живеат 186.000 жители, и тие да имаат бенефит од ова мерка и навистина да не патуваат веќе 100 километри.
Па секако ние стимулативно делувавме и во таа насока, во поддршка на проектот, меѓутоа и во поддршка на оние кои што се заинтересирани да отворат аптека преку донесување на овој правилник за надоместоци за делотрошоците. Со тој правилник за надоместоци всушност направивме наша пресметка за тоа колку би коштало горивото, значи ќе им го надоместуваме горивото, се со цел да ги стимулираме, значи една мерка за да ги стимулираме да има конкуренција, да се зголеми интересот, а се во интерес на граѓаните да ги добијат лековите во местото на живење. Да се надеваме дека брзо ќе ги распределите овие 17 лиценци. Огласот е во тек, ние очекуваме да секако ќе го следиме и ова мерка и со нови информации. Повторно ќе ве поканеме да бидете гостин во Здравје на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за денешните информации и за гостувањето во денешната емисија. Благодарам на вас. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Далибор Зафировски. Денеска сме 4 април 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во петок во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатен ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.